Ало, здраво. Добар ден, пријатели. Јас сум Петар. Денес е 1 јуни 2026 година. Ова е нашиот канал, Наш свет со Петар. Денес повторно сме на руско-украинскиот фронт, на руско-украинското прашање, поточно на Русија. Денес ќе зборуваме за посетата на председателот Путин на Казахстан. Тој беше во Казахстан, таму подпиша некои меѓународни договори. Меѓу другото подпишаа договор за изградба на нова атомска централа. Беше исто така и собир на Евроазијската економска унија. После таа средба, после тие средби со председателот Токаев и со другите председатели, председателот Путин имаше една пресконференција каде што зборуваше пред новинарите и каде што одговараше на. Но пред да продолжиме, пред да се впуштиме во анализите и во тоа што се кажа председателот Путин, стандардниот повик, доколку сакате да добивате видеа, доколку сметате дека видеата се од интерес, дека сакате да ги добивате, единственото решение, единствениот начин е ако се претплатите, тоест ако направите subscribe или абониран за каналот во YouTube. Само на тој начин ќе ги добивате видеата, бидејќи алгоритмот на YouTube е така направен што овие видеа не излегуваат во преден план. Да продолжиме. Значи, како што кажав, Путин е во Казахстан, имаат средба на Евроазијската економска унија и таму, помеѓу другото, има средба и со председателот Токаев од Казахстан, каде што подпишаа договори, каде што Руската Федерација влегува во финансирање и во изградба на нова атомска централа. И таа атомска централа Руската Федерација ја финансира. Тоест, некаде околу 85% Руската Федерација ги финансира во вид на кредит за да изгради таа атомска централа. Од атомските централи Казахстан ќе добие некаде околу 20% од потребната електроиндустрија која што е потребна во Казахстан. Русија и Казахстан имаат блиски односи, тие знаете се претходно членови заедно во Советскиот сојуз, потоа многу од енергенсите ги тргуваат заедно. Казахстан има многу руда ураниум, алуминиум, бакар и така натаму. Исто така има добиви на нафта, на течен газ и тие суровини исто така ги транспортира или преку Русија или пак заедно со русите ги продаваат на светскиот пазар. Чи имате една тесна врска Русија и Казахстан. Но Казахстан очигледно во последниот период исто така како и целата јужна граница на Русија, очигледно и Казахстан тргнува можеби по патот на Ерменија и почнува да прави кооперација и со западните земји. Веќе има информации за тоа дека Казахстан произведува и оружје по НАТО стандардите. А исто така Казахстан се спомнува и во проектот Велик Туран, тоест во друштво на земјите од земјите од турско потекло, тоест таму Средна Азија, Туркменистан, Казахстан, Азербејџан, на тие стан држави кои што заедно со Русија, со Турција, го создаваат лека по лека тој проект Велик Туран. Проектот за Велик Туран ќе тема во наредните емисии. Сега да продолжиме понатаму за пресконференцијата на председателот Владимир Путин. Чекам постепено како ред по ред како му беа поставувани прашањата и кои одговори тој ги даде. Ќе се обидам да ги пренесам дословно како тој ги предаде. Можеби ќе вклучам и мој коментар, но во тој случај ќе кажам дека тоа е мој мислење или мој коментар. Првото прашање беше кон председателот Путин. Актуелното прашање на кое што и вчера снимавме емисија, тоа е актуелното паѓањето на дрон во границите, тоест во територијата на Романија, каде што удри во висока зграда во поткровјето и каде што имаше две лица. Значи емисијата е од вчера, ако не ви е гледана, можете да ја погледнете, каде што детално зборуваме за дроновите и за случајот во Романија. На тоа прашање председателот Путин
препраша повеќе пати. Ама каков дрон, ама зошто, ама каде, нели, очигледно правејќи се дека не знае, очигледно сакаше да алудира на нешто друго. Потоа тој кажа во смисла дека за една несреќа на едно летателно средство, за еден авиационен апарат, потребно е да се направи меѓународна истрага. Тоест, во меѓународната истрага се собираат меѓународни експерти кои што утврдуваат за каков вид летателно средство станува збор и кои се причините да дојде до таа несреќа. Во овој случај немаме таква истрага и тој, алудирајќи на тоа нешто, повторно потсети, нели, и за случаевите, тој каже и следното, каже дека па беа премногу случаеви во Полска, во Балтикот, во Финска и насекаде каде што прво беше спомнувано дека дроновите доаѓаат од Русија, за да подоцна се утврди дека всушност не се од Русија. Така тој алудирајќи, тоест пренесувајќи кон овие случаи, сакаше да каже дека и во овој случај со Романија можно е да тој дрон е залутан, можно е да не е руски или пак едноставно се уште нема доволно податоци. На тој начин тој го ублажи тоа прашање или го префрли во натамошни анализи или не директно превзема обврска за тоа нешто. Потоа следуваше прашање дали е оправдана инвестицијата на Русија во казахстанската атомна централа, бидејќи Русија комплетно ја финансира атомската централа во Казахстан. Тој одговори нешто во смисла како дека тоа исто со сите меѓународни проекти, дека така и овој меѓународен проект, затоа Руската Федерација тоа го финансира со еден кредит и каде што во Казахстан ќе изгради атомска централа од најсовремено ниво. Знаете дека Росатом навистина има едни од најсовремените технологии за атомска технологија, инсталира на повеќе места во светот атомски централи и што е значајно за атомските централи? Значајното е тоа што кога се изгради една атомска централа, таа се гради на каков вид гориво ќе работи. Тоест, кога русите сега ќе изградат атомската централа во Казахстан, таа ќе работи на руско гориво. Тоест, нема да може да утре да дојде Вестингхаус и да каже, окей, ќе биде американски, сега ќе купувате гориво од Вестингхаус. Не е можно. Значи, точно затоа и при градењето на овие централи, важното е кој ќе ги направи и на какво гориво тие ќе бидат направени да работат. Значи, руските централи, руските кои што ги прават, тие работат понатаму на руско гориво и важното е тоа што, деталите во тоа што и понатаму пак одработеното гориво, што ќе се случува со одработеното гориво. Тоа се исто така едни прашања во кои што пак Росатом нуди еден целокупен договор. Значи, Росатом кога гради едни атомски централи, тој ги гради, ве снабдува со гориво, а потоа искористеното гориво, тоест отпадокот, повторно го зема. Што не е случај и со другите производители на гориво. Например, германските атомски централи имаа многу проблеми со тој отпадок или со тоа догорено гориво, па имаше многу дискусии каде да се складира и така натаму. Додека Росатом предлага нели целосно решение. Сепак, руските новинари поставија прашање и има нели прашање и во руската јавност дали е оправдано ово, бидејќи станува збор за голем процент за финансирање на атомска централа во Казахстан, која што не е во Русија. Но сепак повторно председател Путин повтори дека станува збор за два блиски народи, два сојузнички народи, дека станува збор за две сојузнички држави кои што имаат многу заеднички проекти во економијата и се членови заедно во Евроазијскиот економска заедница и така натаму. Следеше прашање за Ерменија. Знаете, Ерменија е болна точка, на неколку пати имаме зборувано за Ерменија. Ерменија е на јужната граница на Кавказот, Ерменија е помеѓу Азербејџан и Грузија, доле кон Турција. Ерменија е историски блиска со рускиот народ. Рускиот народ премногу во историјата и помагал на Ерменија и на ерменскиот народ. Секогаш бил гарант за ерменската држава, бидејќи Ерменија е една од постарите, една од најстарите, исто така и православни држави, обколена пак со едни турски народи. И Ерменија секогаш е била блиска со рускиот народ. Меѓутоа,
Во последното владење на Пашињан, очигледно Ерменија добива една нова перспектива. Очигледно Ерменија фаќа еден завој, тргнува кон приближување со Европската Унија. Затоа следуваше повторно прашање зошто Ерменија не присуствува на Евразискиот самит сега и дали во Ерменија ќе има референдум и каква е иднината на Ерменија. Значи, Путин доста време потроши за ова прашање, објаснуваше дека Ерменија е многу блиска на Русија, дека русите би сакале се Ерменија да остане во Евразиската Унија, но дека оттаму стигнуваат пораки дека Ерменија сака да оди кон Европската Унија. Затоа можеби најправилно е и тој потсети дека очигледно се спрема референдум во Ерменија, на кој што референдум ќе се изјасни народот на Ерменија дали ќе остане во Евразиската Унија или пак ќе оди во интеграција кон Европската Унија. Тој потсети исто така и на економските придобивки за Ерменија, бидејќи во моментот Ерменија добива најевтин газ, најевтини суровини од Русија. Значи, економиите на Ерменија и Русија се многу тесно поврзани и доколку Ерменија реши да оди по тој пат, очигледно ќе мора да се направат некои нови преструктурирања. Ерменската економија нема да биде во можност како и до сега да пласира продукти во руската држава или пак да добива енергенци на повластени стапки од Руската Федерација. Затоа ова е доста болно прашање во последно време и председателот Путин посветува и доста внимание на него. Пред неколку време беше исто така на посета и Пашињан во Москва, има средба и со Путин и заедничка конференција на која што Пашињан не баш пријателски или како да кажам малку мајтапчиски се однесе кон Русија, кажувајќи дека ерменскиот народ не е така, нема такви забрани како во Русија и дека е доста демократски и сам ќе одреди на каде ќе оди неговата земја. Исто така тој кажа и дека референдумот во Ерменија смета дека е добро нешто и дека би било посакувано нешто и дека би требало да се случи тој референдум. Другото горливо прашање беше за Европа. Значи, новинарот праша директно. Новинарот праша, Европа се спрема за војна. Се спрема ли Русија исто така за војна со Европа? На кој што следуваше одговорот председателот Путин. Според мен исто така, тој не е баш тој хардлайнер во Руската Федерација, тој секогаш бил наклонет кон Европа и тој почна да дава едни изјави, едни приказни, како секогаш имале добри односи со Европа, па како било сето тоа во ред и така натаму. Направи еден осврт на тоа што се случувало со Украина, со Луганската и ДНР и Донецката република. Направи осврт за минските договори, кажа дека Русија толку многу попуштала, толку многу време била на преговори, потпишала и мински договори. Меѓутоа, тие мински договори никој не тргнал да ги имплементира. Напротив, руското население било ставено на измачување, на потиснување и затоа се дошло до тоа да руската војска морала да интервенира. Тој го повтори тоа нешто, русите постојано повторуваат дека војната во Украина не започнала 2022, туку започнала 2014 со превратот кој што беше во Украина, се сеќавате на Мајдан. Русите постојано го пласираат таа теза дека војната во Украина започнала со Мајдан 2014 година. Се сеќавате тогаш, значи на Мајдан, на плоштадот на Мајдан, се сеќавате за американците кои што беа таму, кои што делеа сендвичи, па како народот скокаше, па нели беше една така обоена парада, имаше нели разни слогани, кој не скока, тој е глуп или како беше таму. Но што се случи на Мајдан, имаше нели поставени некакви снайперисти, имаше жртви и заврши крваво тој протест, значи Мајдан заврши крваво и се случи преврат, тој се случи дојдоа Јаценјук и компанија,
а претходниот председател Јануковиќ мора да го повлечат. Мало неколку реченици за Мајдан и за пресвртот за кој што зборуваше Путин. Значи, тој повторно ја актуализира и тоа нешто кое што руските новинари и руската јавност постојано го кажуваат е дека војната започнала 2014, не 2022, тоест со превратот во Мајдан. Потоа тој зборуваше исто така наопширно со големо жалење за трагедијата во Старобелск. Старобелск е трагедијата во студентскиот дом, на неколку емисии ја обработивме, доколку не ви се гледани, може да ги погледнете во каналот. Станува збор за студентскиот дом, каже што преку ноќта беше погоден од неколку дронови, очигледно станувало дронови со вештачка интелигенција кои што одлучиле и нападнале таму или нејасно, но во секој случај станува збор за напад преку ноќта на студентски дом, каде што има 21 жртва и многу тешко повредени деца. Старобелска е во Луганската област, претходна Украина, сега е руска територија. И неговото жалење, неговото мислење беше тоа дека, кој што ние сите го забележуваме, дека западните медиуми не ја пренесува тоа, не ја пренесува таа трагедија, како да ја немаше таа трагедија. Туку, напротив, и тој тоа го кажуваше дека западните медиуми се сконцентрирале и постојано зборувале колку лоша е Русија и колку многу немилосрдно го гранатирала Киев. За преговорите помеѓу Украина и Русија, тој кажа дека во моментот се во застој, дека нема преговори, дека и од американска страна во моментот нема иницијативи и преговорите се во застој. Следуваше прашање за Калининград. Исто така темата за Калининград и за балтичките држави ја обработивме, кажувавме на неколку пати што се случува, какви беа изјавите на министерот за надворешни работи на Литва. Ако не ви е гледано тоа видео, може да го погледнете, тоа е во каналот, каде што детално зборувавме за тоа. Го праша со зборовите председателе, балтичките држави се закануваат дека НАТО треба да удри по Калининград. Знаете, Калининград е таа енклавата Кёнигсберг на Балтичкото море. Дека НАТО треба да го удри и да го срамни со земја Калининград. Малку го провоцираа Путин. Неговиот одговор беше во смисла дека Руската Федерација, буквално дословно ги пренесувам неговите зборови, Руската Федерација поседува со сите можни средства да го срамни со земја и Балтикот и други територии кои што смета дека треба, но тоа нема да го направи. Понатаму следуваше прашање за преговорите со Европската Унија, со Европа, бидејќи тој на претходната пресконференција го предложи Герхард Шредер. Доколку и тоа видено не ви е погледнато за претходната пресконференција на Путин и за таа зборувавме, што се председател Путин кажа, доколку не ви е гледано, може да ја погледнете. На таа пресконференција тој кажа дека со Европа е можни преговори, тие сакаат преговори, и тој како еден пример го даде Герхард Шредер. Шредер или Герхард Шредер, претходниот канцелар на Германија, кој што пак дојде со едни мешани емоции во Европската Унија и во Германија и насекаде во Европската Унија, во смисла дека Герхард Шредер беше пак исто така и во управниот одбор на Газпром. Значи, земаше многу пари од руската држава, тоест од Газпром. Беше исто така прашан и затоа во моментот се спомнуваат имењата на посредници помеѓу Европа и Русија, се спомнува името на финскиот премиер Ступ, на германскиот председател Штајнмајер или на Кошта од Европската Унија, од Европската комисија. Путин повторно, не знам зошто, но повторно кажа дека тие со Шредер се пријатели, дека Шредер би бил одличен преговарач помеѓу Европа и Русија и кажа дека Шредер секогаш делувал за интересите на германскиот народ. Тоа Шредер дојде некаде околу 2000-тите година, дојде на власт во Германија и тогаш започнува изградбата на Nord Stream 2 или Северниот поток, кој што требаше да пренесува со цевки големо количество на газ или на плин од Русија по Балтичкото море до Германија.
Nord Stream или Северниот поток 2 беше експлодиран. Знаете, има доста истражување во моментот, се истражува за тоа кој како и има некои детали и податоци дека тоа го направила некаква украинска група која што отишла таму со бродови, се симнала со специјални нуркачи, се симнале, поставиле експлозив и на тој начин го експлодирале Северниот поток 2. Северниот поток 2 сега не е во функција и каква ќе биде судбината негова ќе биде тема на други емисии. Очигледно има интерес американците да го купат, па американците да трансферираат газ и да го продаваат на Европската унија или тоест на германците по тој Nord Stream 2. Го предложи Шредер, кажа дека се пријатели, дека блиски луѓе и кажа дека Шредер секогаш работел во интересите на Германија. Што остана незабележано? Што јас забележав од руските медиуми? Руските медиуми се задржаа на мали зборчиња кои што ги произнесе Токаев. Токаев кажа дека тој спомна дека ова се историски моменти и дека председателот Путин е сведок и е чинител во историски моменти за рускиот народ. Руските новинари и руските познавачи тоа го протолкуваа малку негативно, бидејќи Русија е мноштво од многу народи, а кога се зборува за руски народ, станува збор за тој славјанскиот народ, тој што тие славјаните, словените, кои што живеат во Русија. Меѓутоа, Русија има многу народи и затоа е една федерација. Токаев го кажа тоа нешто во таа смисла, имаше и гримаса на Путин кога тој го кажа тоа. Тоест, сакајки и алудирајки дека станува збор само за рускиот народ, тоест за словените, за славјанскиот народ во Русија. На тоа подсетуваат руските новинари и на тоа дека претходно пак се изоставија зборовите, били изоставени зборовите кога се спомнувало и за патриархот Кирил во други пригоди, не сега, како споредба ги давам, каде што се заборавило да се каже господарство образујшти народ, рускиот народ. Господарство образујшти народ, ета руски. Тоест, државотворен руски народ. Тоест, рускиот народ, тие славјански, тој руски народ е државотворен. Тоа, новинарите подсетуваат на неколку пати дека тоа било заборавано да се каже и дека во тоа се бара една смисла дека се потенцира, дека се омаловажува тој руски народ таму и дека се потенцира таа фрагментација или таа федерализација или тоа мноштво на народи каде што одговорноста се дава на рускиот или на словенскиот народ, како што кажав. Што е значајно за Казахстан во последните неколку години? Значајно е тоа што Казахстан веќе произведува оружје по НАТО стандарди. Тоа значи дека лека по лека станува дел по патот, исто како што претходно се случуваше и со Украина, сега веќе и со Арменија. Казахстан произведува оружје по НАТО стандардите, значи лека по лека се интегрира во тој концепт со НАТО државите. Казахстан исто така учествува во Турската федерација, во тој проект за еден голем Туран. Тоест, тоа е проект на турската држава, каде што се сака да се обединат сите тие турски народи таму, стан државите, кои што се пак во јужниот дел на Русија. Руските новинари исто така подсетуваат и на тоа дека во Казахстан веќе се зборува за голодомор, тоест за времето кога намерно се били изложувани народите на глад. Ти му викаат гладомор или голодомор, како ти му викаат. Тоа е од некаде од 20 до 30, таму знаете, и Сталин и тоа се веќе познати. Украинците исто така многу го форсираат тој поим.
казахстанците исто така на тоа му викаат веќе и русификација. Тоа се некои работи кои што руските новинари, руските вестници ги споменуваат. Меѓутоа, да не го правиме видеото преголемо, мислам дека ја опфатиме целата пресконференција, од прилика што се случуваше. Отвараме и други теми за Туран, и за Казахстан, Ерменија, и за јужниот дел на Русија. Очигледно следуваат настани кои што ќе бидат активни во наредниот период во тој предел доле. Тоа е една стара стратегија, знаете, опишувана и уште од Бжежински, а и дословно имплементирана од Кисинџер, да се Русија затвори по сите страни. Нешто кое што лека по лека се активира, затоа во наредниот период очигледно ќе имаме доста интересни збиднувања на тој период. Знаете за Зангезурскиот коридор, Зангезурскиот коридор кој што поврзува Азербејџан кон Турција, или сега кога ги подпишаа договорите во Америка во САД, Трамп го нарече TRIP, тој коридор TRIP. Веќе се зборува и за Каспијски коридор, тоест коридор кој што ќе доаѓа од Туркменистан, од Казахстан, ќе минува по Каспијското море или езеро и ќе оди кон Турција и натаму да се распределуваат, бидејќи тој регион е многу богат со енергенси. Да не го правиме видеото преголемо, како и секогаш да останеме на тајмингот. Пред да се одивам, уште еднаш потсетување доколку сакате да добивате видеа кои што со информации кои што ги нема во медиумите за масова комуникација, единствениот начин е да направите subscribe или абониран на YouTube за каналот и на тој начин да ги добивате видеата, бидејќи алгоритмот на YouTube е таков што видеата не излегуваат сами, ќе мора да сте член на каналот за да ги добивате видеата. За сега поздрав и пријатно.